Се зголемува бројот на дебели деца и деца со зголемена телесна тежина, покажуваат истражувањата на Институтот за јавно здравје. И лекарите со години предупредуваат дека дебелината е сериозен здравствен проблем, кој често остава и трајни последици врз здравјето и на децата и на возрастните. Дијабетес тип 2, кардиоваскуларни болести, зголемени количини на масти во крвта, нарушена функција на репродуктивните органи, се само дел од заболувањата кои веќе се јавуваат кај дебелите деца. Доктор Александар Костески, кој со години работи во областа на училишната медицина, вели оти во Полошко владе овој негативен тренд. Тоа е резултат на намалената физичка активност и на зголеменото внесување калорична храна. Децата, вели, се помалку физички активни, а се повеќе часови минуваат пред компјутерите и телевизорите. Се повеќе и повеќе имаме ние деца со дебелина и заради брзиот начин на исхрана, значи неквалитетна исхрана, користење на масноти, на трансмасти, што ги има во хамбургерите, во тостовите, во сите тие работи, самиот недостаток на физичката активност, значи тоа е и понатаму како последица, знаеме дека дете кое е обезитно, дека е голем кандидат за појава на дијабет, за појава на болести на кардиоваскуларниот систем. Значи, сето тоа би се избегнало кога би имало едни природни, нормални услови за живот. Битката со дебелината, вели Костески, многу тешко се добива, бидејќи штом еднаш детето се здебели над максималната граница, потоа многу тешко ќе може да ги врати навиките за здрава исхрана. Треба да се интервенира кога ќе се забележат првите знаци дека телесната тежина почнува да се зголемува над просекот. Превенцијата во случајот е многу битна, бидејќи еднаш натрупаните килограми потоа тешко се симнуваат, а во меѓувреме може да се појават и некои од последиците на прекумерната телесна тежина.